Почнете од почеток со Бони Сала. Дали Бог навистина може? Тој не се посомнева во ветувањето што му го даде Бог. Напротив, верата му зајакна и тој му донесе слава на Бог. Авраам беше наполно уверен дека Бог е способен да го исполни тоа што го ветил. Римјаните, 4 глава, 20 и 21 стих. Библијата е Божјо божествено откритие за човекот, но една од работите што најмногу ги сакам за неа е тоа што ги прикажува мажите и жените на вера како дефинитивно помалку од божествени луѓе. Божјиот народ се вистински луѓе, кои се соочуваат со борби какви што имаме јас и ти. Авраам е еден таков пример. Авраам, човекот што го среќаваме со нож врака кренат над неговиот единствен син, подготвен да му се покорува на Бог. Битие 22 глава. И Авраам, кој спие со слугинката на неговата сопруга, кога на Бог му требаше премногу долго да го обезбеди ветениот наследник. Авраам, кој, како што вели Библијата, излезе не знаејќи каде оди, кога Бог му рече да се пресели во новата земја, што ќе му ја даде, и Авраам, кој лаже дека неговата сопруга му е сестра, за да не го убијат странците, за да му ја земат. И како е опишан Авраам на крајот? Вака. Верата му зајакна и тој му донесе слава на Бог. Авраам беше наполно уверен дека Бог е способен да го исполни тоа што го ветил. Римјаните, 4 глава, 20 и 21 стих. Забележи дека верата на Авраам е нешто живо и нешто кое расте, а не е целосно оформено наеднаш. Кој е клучот? Тој беше наполно уверен дека Бог е способен. Кога ќе се појави неволја, а ќе се појави, дали си наполно уверен дека Бог е способен? Некого треба добро да го познавате, за да се уверите во неговиот карактер. Тој ти вели денес: ќе ме барате и ќе ме најдете, зошто ќе ме барате со сето свое срце. Еремија, 29 глава, 13 стих. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.